Повелете, значи представете ни си и кажете ни што конкретно е денеска се случува во Делчево. Добар ден, јас сум Александар Писарев, работам во Форум Центар за стратегички истражувања и документација во Скопје. Тоа е невладна организација која се бави повеќе од 20 години со децентрализација, локални развој и така натаму. Денеска сме во Скопје затоа што тренутно спроведуваме еден проект кој што треба да покаже колку се плановите за локален економски развој во функција на иселување или во функција да се задржи локалното население во 4 града во Источна Македонија, опфатени се Берово, Делчево, Пехчево и Македонска Каменица. Евидентно е дека процесот на депопулација на овие 4 града е исклучително изразен и дека се намалува бројот на население и во рамките на проектот се обидуваме да ги откриеме причините, односно причината е бараме во тоа колку нивните планови за локален економски развој на општините се во функција да се задржи ова население. Првите резултати покажуваат оптимистички се дека општините се обидуваат на некој начин да направат реални планови за развојот и да успеат да пронајдат некои модалитети да младото население се задржи. Меѓутоа, од оно што првите резултати покажуваат, потребна е исклучително голема помоќ на централната власт да би се заустави процесот на депопулација. Конкретно по завршувањето на проектот што очекувате? Па после завршување на проектот нашата цел е да направиме една сеопфатна анализа во која ќе укажеме пред се на проблемите во развојот, во локален економски развој на овие општини и да дадеме некои препораки како во иднина би требало да се подготвуваат тие планови за локален економски развој, бидејќи од првите искуства, од ова што сега го истражуваме и на преку фокус групи и во теренското истражување, разговор со луѓето, разговор со бизнис заедница, гледаме дека често плановите се нереални и дека често представуваат список на желби на локалните моćници, да кажеме локалната власт. Тоа значи дека во иднина сите тие планови ќе мора да се сведат во некои реални оквири и да водат сметка пред све на ресурсите со кои располагат. Значи не може да се прават планови кои што се нереални за остварување и за кои не ќе може да се обезбеди некоја поддршка. Колку е време траењето на проектот? Троето трае скоро година дена и он треба да заврши до крајот на оваа година. Се блокирани, немаме големи стопански капацитети кои што треба да бидат дополнително субвенционирани во тирзовите што постојат тука, кои се отворат капацитети што ќе вработува 600-800 луѓе, автоматски ќе земе, ќе се намали и трудовата експлоатација, ќе се зголеми парите, ќе има пари, фала Богу, и за месарите ќе има повеќе пари, и за маленките бизнеси, продавнички, и коли и така натаму. Второ, апсолутно сме запоставени од државната власт, затоа што ние зависиме од државната власт. Промотори за моменталното чак 4 огласи од Министерство за економија. Ниеден не е промовиран тука. Институциите не функционираат тука. Немаме инспекторати. Министерство за економија има канцеларичка, у живото не се иззнали на терен да не беше ово сега локалната што го организира по предлог на сите нас, затоа што на сите ни во интерес да профункционира бизнес секторот и локалната да биде стварно сервис на граѓаните, ништо нема да има. Мора малку повеќе ние да сме активни према горе, да притискаме Агенција за странски инвестиции, да даде подобри услови, да привлечеме некој, па тек тога и нешто да добиваме за тете кола што го има и колегата, да може да се планира одредени мали бизнеси и субвенции на мали бизнеси. Да, агенцијата тука да... Молим? Од агенцијата. Од која агенција се? На странски инвестиции. Што за неја? Тај доаѓало тука Во Каменица дојде само единствено, тоа е врз основа на истражувањето што направи. Не за рудникот, за да може и селениците што се да може да бидат дополнително поттикнани.